Ако може да се расветлат убиства, може да се најдат и сторителите на опожарените возила како во Штип, така и во државата, посочи денеска министерот за внатрешни работи Банче Тошковски. Вели дека со капацитетите со кои располага министерството, но и поставувањето на камери во иднина ќе се подигне степенот на безбедност кај граѓаните. Но во рамки на капацитетите кои што ги имаме сега, мако трпно работиме. Добар дел, пак ќе повторам, од оние кои што превземаат ваков тип на кривични дела со други методи се расветлени случаевите, така да ќе продолжиме и виднина да соодветно реагираме на ваков тип на криминалитет, особено насилниот криминалитет. Во изминатово покажавме дека навистина можеме соодветно да одговориме. Ако можеме да разбиеме само во една акција и да расветлиме 8 убиства кои што претходно не ги расветлиле 30 години наназад, сметам дека ќе одговориме соодветно и на ваквите криминалци. Предходната година трендот на опожарување на возила беше доста зачестен. Само во Штип во рок од 2 месеци се запалија 4 автомобили, меѓу кои и возилото на управителот на Имнет телевизија, како и на претходниот началник на секторот за внатрешни работи Штип.